Гласањето за претседателските избори на повеќе гласачки места кои ги посетивме во главниот град Скопје се одвива мирно и без технички проблеми. Граѓаните кои ги затекнавме како го остваруваат своето право на глас, велат процесот поминал во мирна и демократска атмосфера. Добро, мислам, све ќе биде во ред. Нема да има никакви проблеми. Немаше никакви проблеми, многу убаво, демократско, мирно, слободно, со среќа на сите. И претседателите на избирачките места со кои разговаравме велат дека гласањето се одвива непречено. Навреме почна изборите, од 7 часот се беше во ред. Нема недостатоци, се е во ред. Се тече без никаков проблем. За сега излезеноста ни е околу 90 гласачи, значи 30% на нашето избирачко место. Немаме никаков проблем со УБИК системот, со новата идентификација, така да се тече без проблем. Покрај домашни, изборите ги следат и бројни странски наблюдувачи. Дел од нив беа на терен уште рано изутрината. On election day, we are international observers from Norway. So we go in observer teams of 2 and we have forms where we check how different procedures are followed. So today our plan is now to go to different polling stations. We spend about half an hour in each polling station, and we're going to go all day until we're going to observe the voting after 7 of the polling stations. Доколку ниту еден од кандидатите за претседател не добие 50% плюс 1 глас од вкупниот број избирачи, во вториот круг ќе се пласираат двајца кандидати со најголем број гласови. Изборниот процес во повеќе гласачки места во Скопје кои ги посетивме за сега се одвива тековно и без проблеми. За претседателските избори пак во Северна Македонија денеска граѓаните до 19 часот гласаат за еден од 7 понудени кандидати. За нов претседател, избирачите посакуваат тоа да биде личност која ќе води грижа за сите граѓани подеднакво. Со секој граѓанин, дали македонец, албанец, турчин, ром, србин или било кој што живееме во оваа држава, сакаме да биде во добар ред, за сите граѓани да биде претседател. Супер организирано, све функционира. Им посакувам на граѓаните успешен ден, да гласат, сите да излезат да го дадат својот глас за Македонија. Од Државната изборна комисија соопштија дека гласачките места биле отворени на време, иако на некои избирачки места се појавиле технички проблеми, кои биле надминати. И од Министерството за внатрешни работи велат дека безбедносната состојба е стабилна на изборниот ден и дека изборниот процес се одвива мирно, но со одредени помали неправилности.